Со 1 час за доцнување и во полупразна сала започна расправата за предлогот Ристо Пенов да биде министер за локална самоуправа. Повеќе навреди и препукувања, помалку аргументи и факти за предлогот. Продолжи трендот на обвинувања помеѓу власта и опозицијата. Дека седницата ќе биде тензична се покажа уште од експозето на премиерот Димитар Ковачевски, кој бранејќи го својот предлог не изостави да ја обвини опозицијата. Тимот на владата предлагам да биде уште посилен и заездан со предлогот за министер за локална самоуправа. Многу значаен ресор за нашите општини, кои за една година гледаме дека се наоѓаат во проблеми кои ги водат неспособни градоначалници. Ако зборам поединечно, ќе треба за тоа уште една седница. Но токму затоа предлагам вистински човек за вистинско место во вистинско време. Враќањето на човек кој една деценија е надвор од македонската политичка сцена, според опозицијата уште еднаш покажало дека власта е неспособна. Пратеникот од ВМРО ДПМН е Драган Ковачки. Смета дека Ристо Пенов за сегашната владина структура бил само инекција со поминат рок. По кои критериуми мина труд, односно резултати Ковачевски го предлага Пенов, веројатно тој си знае. Но редно е кога го предлага пред собранието и пред нас претениците да ни ги каже очекувањата од него. На кој начин неговиот избор ќе го подобри животот на граѓаните? Па може би ќе ни убеди да го гласаме. Но ова не е ништо ново од владата, која продолжува да го игнорира и да ги понижува овој дом, како и сопствената нација. Собранието отвори дебата за избор на Ристо Пенов откако неговиот сопартиец и досегашен министер за локална самоуправа Горан Милевски поднесе оставка од функцијата откако што наведе лични причини. Пенов е поранешен пратеник и градоначалник на Скопје во периодот од 1996 до 2005 година, еден од основачите на Либерално-демократската партија и нејзин поранешен председател. На собраниската седница требаше да се гласа и за два предлози за уставни судии, да се расправа за економските мерки и за предлог законот за здруженија и фондации, за кој власта и опозицијата се согласија да оди по скратена постапка.